Во својата председателска кампања Доналд Трамп вети построги мерки на границата, вклучувајќи притвор и депортација на недокументираните имигранти. Ќе завршиме со најголемата депортација во американската историја. Немаме избор. Немаме избор бидејќи тоа не е одржливо за ниту една земја. Можните планови на Трамп вклучуваат проширени објекти за притвор и враќање на политиката остани во Мексико, со која се бара од мигрантите да останат во Мексико за време на имиграцијските постапки во САД. Одговорниот за границата Том Хоман вели дека построгото спроведување ќе се фокусира на подобрување на јавната и националната безбедност. На крајот на најголемата илегална имиграцијска криза што некогаш сме ја виделе во оваа нација, мора да има масовна операција за депортација. Некои експерти за имиграција велат дека масовните депортации ќе ослабат јавната безбедност со тоа што ќе ги натера имигрантите да не пријавуваат криминално однесување. Поверојатно имигрантите отколку државјаните на САД да пријават злосторства во полиција, но студиите покажуваат дека кога неселективното спроведување се зголемува во одредена област и ја намалува и онака високата стапка на пријавување криминал или високата стапка на пријавување криминал меѓу имигрантите. Ако имигрантите немаа криминални досиеа, демократската и републиканската администрација генерално ги ослободуваа додека чекаа сослушување за имиграција. Тоа може да заврши со новата администрација што доаѓа, која размислува за задолжителен притвор. Да бев законски постојан жител, носител на зелена карта, сега сигурно ќе ја носев зелената карта со мене. Представниците на Трамп тврдат дека овие мерки ќе ги одвратат криминалците, но Биер вели дека тоа не се случило минатиот пат. Масовната депортација ќе ги одземне приоритетите на сериозните престапници. Кога последен пат дојде администрацијата на Трамп, тие ги укинаа сите барања за да се фокусираат на сериозните престапници. И како резултат на тоа, не изненадувачки, АЙС го удвои бројот на апсења на некриминалци. Во меѓувреме, вели тој, тројно се зголемил бројот на откриени криминалци кои се обиделе да ја преминат границата. Трамп вели дека ќе действува во врска со имиграцијата уште на првиот ден од неговото председателствување, 20 јануари.